Така е, се изнавидовме, си направивме муабет, се разбира се, сликавме во меѓувреме, пошто ако не си на социјалните мрежи, не си со сите. Исто кодата нема, така е. Имам навистина одлични уметници во денешното студио и во денешно издание на Утринската на Телма, со кои што ќе се дружиме во продолжение, ќе зборуваме за музиката како таква, за продуцирање музика, за диџејство и што ли уште не, и за нивните планови кои што како комбинација дефинитивно ќе бидат интересни за сите наши гледачи, затоа што да, ако јас знам дека тие се дружат повеќе од 20 години, нели, и комуницираат можеби студиски со нешто како помош, сега официјално, благодарение на изнаоѓање на време после 20 години на Роберт и што му текна, конечно со Никифор да реализираат проект за кој што Никифор имаше идеја пред тие фамозни 20 години. Убаво ли кажав? Убав опуштен муабет очекувам од нив двајца, затоа што се познаваме сите долго време и верувам дека ќе биде интересно. Добре дојавте во Утринската, ви благодарам за твоето време, затоа што не удостоивте и затоа што на поканата нема. Ќе се дружиме денеска. Навистина имавте можност публиката да запознаете со нешто ново. Ова се однесува на Роберт, нели? Затоа што од тебе, Никифор, имаат слушнато, се разбира многу. Зашто сите го зборам, не разбирам. Констатацијата ми е на место, он сака да се согласи или не. Но нешто ново што се однесува до музички правец, што се однесува до соработка со диџеј и нешто кое што верувам ќе ти биде и меѓу оние приоритети следниот период, така ли? Спомнав ја една приказна пред тие 20 години дружба и така натаму, би сакал да споделиме, нели, за да биде интересен разговорот околу вашето запознавање, дружба, соработка и зошто баш сега? Добро. Кратко прашање ти благодарам. Нека биде краток одговор. Значи, од секогаш ми било предизвик оваа музика која што има, нели, примеси на хаос, на дип хаус, на транс, на техно, мешање на такви некои стилови, кои што, например, во поп музиката не сум можел да бидам, да речам, на некој начин авангарден и да можам да отидам over the hedge, да речеме, кај што можеш да бидеш многу послободен. Сега, да не го должам многу, ова настана, оваа идеја, нормално многу одамна ние се знаеме приватно, уште како деца се дружевме и од секогаш постои тоа истата љубов, истото почитување меѓусебно, а околу музиката нормално музиката цело време некакви лавиринти, ветришта. Па добро и стилови, стилски, нели сите овие години. Се сретнавме, да речеме, негде пред ноември месец. Па тогаш ја излегов и видов и ова било убаво, интересно. Никифор ме пречека, онака баш ме стави тука до него. И ја едноставно уживав и го украдов мирисот на тој стил, на таа музика, на видов што уствари публиката сака и како сака да се забавува. Зборам за онаа одредена публика која што има вкус за нешто поинтелигентно, да кажеме, нешто што не им ствара нервоза, хипноза, кршење чаши и слично. Значи, ете, препоставувате дека збориме против турбофолкот. Не сме против турбофолкот, апсолутно. Музиката е вкус. Сега ние дадуваме некој нов вкус, нешто, значи ние продуцираме траки што се вика from scratch, иако луѓето мислат дека овие се некои траки што ги нашол од некој торент и слично, значи ние баш се зафативме да направиме нешто наше кој што ќе даде печат на нашиот саунд кога ќе настапуваме. Клубската публика е голема, ќе се сложи Никифор. Беше. И се уште е, но треба да и се понуди. Некако со текот на годините, оној фамозен четврток кој што сите го зборуваме, четврток беше ден за, нели, журка. Знаевме дека ќе има клубска забава, доаѓа некој диџеј и дека ќе биде врв лудница, така? Едно време и недела. И недела. Веројатно треба да се поработи, многу работи се променија, нели, во нокниот живот и во функционирањето и на младите и така натаму. И затоа констатирав дека таа публика е голема, која што ја сака таа сцена, таа музика и така натаму. Може би да, ускратено заради X причини, но во секој случај е присутна. Ке се сложиш, Никифор? Па, види, да се 10.000 народ, тоа е доволно публика. Македонскиот народ, поточно и нели еве во главниот град, е расположен да прими секаква музика, гостољубиви сме и се забавуваме на се и се што тоа сме го докажале. Така да ако им понудиме, тоа ми е и поентата на муабетов, ако им понудите добар проект, верувам дека и таа публика ќе се зголеми и дека сето тоа ќе заживее како што треба.
Се надеваме. Ајде од твоја гледна точка, нема да бидеш краток со да и се не. Па видите, малку почнам да раскажи ви за привилегии. клубската сцена. Значи еве, јас иницирав малку муабет за оние пред 20 на години, сега што се промени, што треба, на што да поработиме. Па, И немаме ли доволно млади дечки кои што сакаат да бидат твои, да речеме, наследници, диџеи и така натаму, да се бават со таа музика? Тоа ли е проблем? Не се Сметам дека кажете не. ви со окей, ќе дај да ви решение. Одма тука на маса. Не знам, не е дека нема млади деца кои сакаат да бидат диџеи, кои сакаат да забавуваат техно маса од не знам 2-3 илјади луѓе, меѓутоа едноставно такви журки више долго време нема. И кога има, организаторите стално се со загуба и такви работи, така да мислам дека пандемијата имаше голем дел, значи тоа се 3 генерации на деца кои седеле дома и никогаш не го осетиле тој вајб да отидат во клуб, да бидат испотени, да им паѓаат пијачки, и кога ќе излезат од клубот да се осеќаат како нешто најдобро на свет што направиле. Да се истрошат, нели енергетски што викаме, па после да можеш да се зафатиш со од денешно време децата доаѓаат, младите. Да, може слободно да кажеш. Младите доаѓаат, кај ми е масата, чекај да ставам стори, чекај ова, да повикнеш што ќе снимат, сликнат. Никој не го интересира кој е диџејот, што издал, за кој лебел издал, од каде дошол и такви работи. И затоа со Роберт решивме малце да им даеме опција на тие млади луѓе. Значи, ако да, еве, слушате тоа и тоа, меѓутоа, еве, ви имате на Spotify, на iMusic, на Beatport, на сите музички платформи, имате и нешто наше, што звучи доволно светски и доволно модерно. Веројатно, твоите контакти низ годините, нели, кои што ги имаш со познати продуценти, диџеи и така натаму се тука, успеа да им пратиш нешто од ова што е сработено? Дали коментарите се дека сте Веќе пола песни се издадени за други лейблови. Што значи тоа за вас? Дали сте во вистински правец? Дали ова е некаков правец кој што нели туку што доаѓа, нели некако секако постојано се шара со одредени правци во музиката, нормално. Што не беше случај кај нас. Така е, што не беше случај со нас. На пример, луѓе што се мои фанови, одма знаат на која песна влегол Роберт и обратно. Луѓе што се фанови на Роберт знаат до која песна сум влегол каде замешал. Да. Така да, она што ќе ви послагам да го преслушате албумот. Го имате 20 дали на пат на песни, кај Грчка, дали на пат на кај Охрид, дали на пат на кај Албанија. Јасно, рековме на сите платформи. Саат време. 20 песни се одлучивте, иако негде прочитав 28 биле во игра, вие кога ќе седнете во студио нема крај. Почнавме со една трка, па ајде друга. И Никифор ви кара, малце се, вика, што 3 минути, 5 минути, направи ги подолги. И направивме 28 долги месеци дискусија колку време треба да траат песните. И после вика, чекај, мора да скратиме се. И така дојавме до 20. Од 28 траки. Да, имате гости во албумот? Имаме, да. Гостин е Мистер Майк. Мистер Майк е легенда на хаус музиката. Мистер Майк е оној што ги испеа Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Така представи го. И другата, Don't you know, pump it up. You got to pump it up. Кој што и до ден денеска се пушта. Кој што и до ден денеска, да. Ден денеска е Мистер Майк, Мистер Майк. Мистер Майк е Мистер Майк, познат е Дранка. Да. И исто, да, значи си ги споивме нашите дебели врски, ете Мистер Майк. работници, да. Ја Дарко Димитров ми даде песна да ремиксираме на Рилена Ара. Она беше пресрекна кога го пуштивме ремиксот и она реши да си го издаде од незиниот канал. Малте не зафркна, но пак тоа е тоа. Вие ќе го блокирате. Се дешава, Пишете на YouTube да го се блокира. трака и се дешава. Сретни сме поради тоа, апсолутно. Шегувам нормално. Која е целта и идејата? Дали кога ќе почнат, верувам почнаа да ме блокираат, Никифор? Да. Дечково ќе може да постигне, затоа што само ти знаеш како се тоа оди и колку е тоа напорно и колку Не е знам, тоа. јас уште нема дојдено на настапот од кога сме Значи он само направи, он е продуцентски човек, само во студио. Он си е само до дома да се. Он ја завршил работата. Не, како идејата? Ќе одите заедно на настапи? Да речеме кога ќе има потреба, да речеме проектов да се Да се пушта тоа напред. е замислата, заедно да патуваме, саат време, се, тоа е тоа. За барем за наредно време.
Да. Проектите ова е се да опипате како сето тоа ќе помине или веќе се работи на нов материјал, нови идеи, нови визии? Веќе имаме нова трака. Веќе имате нови 28, Веќе вади и нова трака. Познавајќи ве двајцата. Така да Добро е кога има. Да. Имавте убава промоција од која што гледаме инсерти, нели, во станица 20. Да, ова е во станица 26. И две дефинитивно, промоции. ете, не можете да се жалите дека ја нема публиката што се несу до овој Искрен стил да на И бидам. не може да се жалиме дека лошо сме си Како поминавте, ајде кажете. веќе се Искрен гледаш. да бидам на таква една еден таков цајтнот, едно брзање и нормално ние многу преамбициозно го свативме ова. Но немавме, бидејќи све сами правевме. Немавме време дури да каниме луѓе и некако кога дојде веќе што се вика ден пред промоција, значи ние успеавме, ние двајцата успеавме да направиме промоција во 20:30, да дојдат делумно луѓе што се вели и во 1:30 ние по полнок исто пуштавме музика, значи ние во една вечер Дупла промоција да, да дупла направите. промоција. Една беше за приватните пријатели, другата беше за Сега не што приватните. нормално, за она другата публика која што треба да го чуе и верната како публика. тоа на Добро телевизија послуга. боле изгледа. Нели? Па добро, телевизична. Сите изгледаме боле на телевизија. И ја кога го видов видеото, викам, чекај, ова се случуваше, како ова, изгледа нешто измонтирале, направиле. Наистина сум пресреќен што ова се случи. Колку контактите и светските радиостаници кои што пуштаат ваква музика се битни за вас? Многу битно. Најбитни. И колку контактите се остварени и направени? Да, Се уште не се се- мешај ти, да. Роберт, во тоа. Ти да ќутиш. Кај тие радиостаници не се мешај. Ти ке овие други ве комерцијални. Се шегувам, Роберт, извини. Апсолутно така. Никифор? Па бевме доволно Колку среќни светот е битно, Дранкат да беше да биде денс хит на Антена 5 во последните 2 недели. Имаме преку не знам колку шазами. Имавме исто така среќа на денот на издавање на албумот да бидеме најпродаван денс албум во Република Македонија. Исто така да бидеме број 3 overall, што не го очекувам. Реално, Го да, посакувавме, да, го ама не го очекувавме. Така да се деси тоа, а за радиостаниците тек следи. За светските радиостаници. слушнат. Тек ќе слушнат, да. Добро. Не ќе ме сами да се фалиме. Роберт, веројатно, да, ова нова во наводници инспирација играчка е тука присутна, но сигурно дека треба да очекуваме и нешто до нешто досега го правеше, нели? Да, апсолутно веќе работам на Смеам ли да откриам за детска Евровизија, например, или не смеам? да. Тоа е исто. Вика да, после, но не требаше. Да. Се покажа одлично и во тој дел, и во, нели, и во компонирање на песнава за детска Евровизија, и таму си присутен, повторно имаш покана, нели, како продуцент. Ајде да не... Ја мислев дека Да уште раскажам трае ја. прашањето, затоа викам извини. Да, пред некој ден Има ли време и за, нели, она старата, да наречеме во наводници музика, стил, соработка со Апсолутно, пејачи? да, само дозволи ми да ти кажам. Ајде. Значи сега да, работиме на детската Евровизија. Исто така и работам нова песна за себе си. Таа треба да искочи деновиве. И многу други проекти, да кажам, ете со IQ, они веќе снимаат спот. И дај да не откривам нешто друго, да не ми се наљутат. Пошто нели сакаат они да После биде вика, тоа. остави ме да кажам. Е, Јас така ќе е, си да. кажам Ај, се, кажи нема се ти. гајле. Што знаеш ти, па така ќе се извадам. Не, добро, причина, да. причина за да дојдеш повторно, нели, и во тој дел да... Да го да. скенираш албумот или да ти ја дам мајцата. Ќе го скенирам албумот и ќе ми ја дадеш мејцата, со гордост ќе ја носам. Да, и добра ви ова финта со QR кодот, нормално нов тренд, нова мода, скенирајте и слушајте, а? Чиста работа. Некој ти поминува на плажа, се ме скенираш мицата, оп, добро музиче за на плажа. Кажи ми какво летото очекува, Никифор? Уф, многу... И каде? Па, Ова лето каде ќе биде? ќе Кај си биде генерално стациониран? генерално сум Македонија, меѓутоа имам настапи Албанија, Хрватска, Миконос, Москва и уште некои се чекаат таму на крај на летото. Ибица и нешто друго, ќе видиме.
Така е. Ви посакувам убаво работно лето, но и одморете малку, немојте толку да се трошите, но знам дека има многу инспирација која што сакате да споделите со публиката и многу нов материјал кој што се разбира ќе биде наскоро промовиран, а ние ќе го проследиме. Тука сме. Ти благодарам. Ви благодарам. Остана нешто некажано во овој дел? Јас имам нешто да кажам. Имате по минута време. Тука. 15 и 16 јуни, станица 26 нуди шанса на сите млади диџеи, млади таленти и млади продуценти да дојдете, да ни ги покажете вашите skills, вештини, способности. Така да, сите што сте заинтересирани, испратете ни микс, трака, било што на Инстаграм профилот на 4Music. Браво. Сепак ја одма више инспириран за нов муабет. Ке се ширите по семејството, полека. Тоа е идејата? Да, тоа е идејата. Веќе он има доста ученици кои што идат кај него секојдневно. Така да, ете, многу скромно од негова страна, не ги кажува тие работи. У позадина ги држи. Да. И убаво е, кога веќе зборуваме нели на стартот на муабетот да го вратиме, што викаме во наводници четврток неделата, дефинитивно треба со нова сила, нова енергија и веројатно и со нови лица. Така е. Ви благодарам уште еднаш. Ти благодарам на тебе.